Добар ви ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. Моето име е Оливера и денес со екипата одиме кај две семејства кои живеат во тешки животни услови и имаат тешка животна судбина. Сите вие кои што сакате да се пријавите во иднина, можете да се пријавите на телефонскиот број 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се вели дека треба да уживаме во пеењето, зборувањето, во храброста, во вербата и да се знае дека зборувањето и секогаш трпението знае на крајот да победи. Исто така треба да се ужива и во хуманоста, бидејќи само таа покажува колку е голем некој човек. Денес треба да покажеме нашата големина на дело и да им помогнеме на семејствата кои ќе го стават своето срце на дланка. И денес со екипата имавме тешка задача да посетиме едно семејство кој живее во тешки животни услови. И денес едно семејство ќе побара помош од народот, бидејќи не може повеќе да издржи на овој начин да живее. Тони Китанов вели дека никогаш не почувствувал родителска љубов. Пораснал во семејство од одвоени родители и секогаш бил страден за топлина и милост. На 6 годишна возраст доживеал несреќа во која го губи едниот бубрек. Подоцна на повозрасни години од синусна инфекција добива менингитис, во која го губи и видот на десното око, вели тој. Бил и во кома повеќе од 1 месец. Од комата се буди, но не и од агонијата која му ја предизвикува тешкиот живот. Немајќи никогаш свој роден дом, животот и младоста ги минува под кириина релација Скопје Криволак Неготино. Денес има 49 години. Пред 6 години запознава една личност која ќе ја прифати неговата сиромашна судбина, но богато срце и ќе му рече да до крајот на животот, иако е свесна дека ќе има денови кога ќе јадат само лепи сол. Тие денови се сегашност. За среќа веќе кириите се минато, имаат своја куќа, но куќата е многу стара и речиси нефункционална. Стакла на прозорците нема зашто рамките се стари повеќе од 100 години. Но не само тие. Во куќата се е старо, и подот и зидовите, и таванот и покривот. Чиниш еден поголем снег ќе го остави ова семејство за секогаш под ведро небо, а и двајцата не работат. Благица поради неможноста да најде работа, а Тони зашто здравието и физичката неспособност не му дозволуваат да работи. А малите Вероника и Васа не разбираат. Разбираат само кога се гладни и зошто немаат се што имаат и останатите дечиња. Кога животот ќе ти започне уште од мали нозе да ти се движи по обратни насоки, тогаш дефинитивно и во зрелоста ќе ти се движи така. Денес сме во село Пепелиште, кај Тони Китанов, кој што имал тешко детство, тешка младост, а бога ми и сега, кога веќе има семејство, живее тешко. Добар ден. Добар ден. Оливера, Срце на дланка. Тони Китанов. Не повикавте и во описот не кажавте дека живеете во стара куќа? Да. Многу стара, се гледа и самата куќа. Ова е ваша куќа? Да, сега е наша куќа. Таа од татко ми ја купи, ама толку ми беа могучности. Сега бара поправка. Кровот тече, значи старо си е старо. Како е да се живее во волку стара куќа? Колку време сте тука? Па скоро 1 година сме во куќата. Кој живее во неа? Али скоро 1 година. Па крпиме, што да правиме? Со 2 мали деца, за екзистенција мора да треба, не е само куќата, значи треба и да се ранат тие деца, треба јадење. Дали работите? Моментално не работам никаде, пошто имав повреда на половината, од мали нозе сум со 1 бубрек, со синусот исто имам проблем, со десното око од 97 наваму не гледам со него 100%. Невестата исто и она ми е без работа. А треба, значи, многу пари кошта со оваа економска криза, сега материјалите се покачени, скапи се, колку и да одвоам, не можам да одвоам за да ја направам куќата. Значи, тоа ми е најбитната. Невработени сте, со 2 мали деца, двајцата не работите во стара куќа, веројатно тешко ви поминува еден ден, Тони. Секоја ден, не е една ден. Значи да е една ден ќе се издржи, ама секоја ден е тоа. Значи животот си тече.
Не знам што да кажам, значи еве се гледа самата куќа. Сте останували ли некогаш без храна? Да, се дешава. Се дешава почесто, значи тоа е кога ги зимаме парите со тие од трето дете, тие се првите 10 дена има за нив, му купувам. После тоа до крајот на месецот малце е по-лошо. Сте успеале врата да ставите понова? Па треба да ставиме, ама тоа немаше никаква. Ова е керката. Керката е тоа. Здраво? Има 5 години. Кажи здраво си ми. Не срами тати. Привремено ова тука стави вода. Немаше вода, јас внесов и вода, одвод немаше, одвод внесов. Стара е, многу е стара куќа. Од тука се гледа и Се гледа стара. ова е се труло. Се е труло. Значи, наново треба мачка и не. И тука има една просторија. Таму има една просторија, ова беше една просторија, ја поделив, сакам тоа кујниче да го правам, таму купатило. Ова исто е соба, само нема патос, пошто е паднат на подруме, таа соба, и оваа соба е на подрум, ама малце е поздрава. Ова е сигурно куќа стара повеќе од 100 години. Од 100 не, ама од 60-70 години, да, има куќата. Има. Стара куќа, много. Значи, джидовите се со калмачка, не со малка. Ова е единствената соба во која функционирате. Така е. Се не е тука, значи тука спиеме сите. Стварите не се лично мои, се ми е донирано, се ми даваат хумани луѓе, да не го фрла, ми се јавуваат или прашуваат по други луѓе, па пријатели така што имам, ќе разберат, ќе слушнат. Тони е роден во Скопје, но веројатно не слугата на неговите родители ќе направат тој сиот живот да не знае каде припаѓа и каде да се насочи. Кога станува полнолетен поради скапиот живот во метрополата, но и неслугата од татка се вели тој, ќе направа тој да донесе одлука да се врати во родното место на мајка му Криволак. Таму живее во куќата на тетка му, куќа во која еден ден ќе ја донесе и невестата. Работи колку да преживее, но не доволно за да се купи свој дом. Јас како дете сум роден у Скопје. Значи, татко ми и мајка ми, на моја 2-3 годишна возраст, немале некој сложен брак и се разведиле. И јас ки татко ми живеев до моите 16-17 години, до полнолетството, живеев со него, он е преженет, имам таму од сега што му е таа сопруга, имам брат и сестра. Заврши во Лисиче горно, во Гоце Делчев основно, после се запиша во Димитар Влахов, Ангро, кожи и гума, ама тој период почна да се затвараат газела, кожара. Значи, струката ми беше за газела, Ангро, кожи и гума, тоа е за чевли, за таква работа. И после кога се скарав со татко ми таму, немавме некоја слога, и ја бев принуден да работам. Пошто јас раснев со маќја, не да се жалам од нејзи. Јас немам ништо против нејзи и не ја окривувам ни најмалце. Она се омажила за татко ми, си бара нејзин живот, си има 2 деца со него, тоа е факт, нормално. Јас го окривувам татко ми што требал со време да мисли за тоа. Како јас сега, например, ете, грешки се прават, не дека не се прават грешки. А каде живеевте од како излеговте од кај таткови? Под Кирија. Под Кирија во Скопје. Исто во истата населба бев под Кирија, немав контакт со татко ми. Сам, така. Пошто потеклото на мајка ми од Криволак. И тука, кај Војковците, израснав. Кај нив повеќе бев. Се снаоѓав со работа, со земјоделие тука, со лозарство, значи, како аргат. Веројатно и да ги избегнете кириите во Скопје. Тоа ми беше целата поента. Поевтин животот беше тука. Имам ситуации, по една недела немав јадено. Тоа бе периодите, зимен период, кога е послабо за работа со земјоделието тука. Каде бевте тој период сместени? Кај вујко ми, во Криволак. Како се издржува една недела без храна? Јас више се навикнав. 49 години, за мене не е проблем, ја можам и 10 дена да издржам без јадење.
доека да се снајдам за некоја ден да заработам пари. Не дозволував да ме гледат дека стварно немам. Тони за себе ќе каже дека млад го губи здравието. Во несреќен случај останува без еден бубрек и повреда на главата, а подоцна незалечената инфекција на синусите му предизвикуваат и менингитисот кој запаѓа во кома повеќе од еден месец. Подоцна тие несреќи ќе го спречат нормално да работи како градежен работник. И еден ден сонот по кој тој мечта е да запознае личност со која ќе го дели животот и неговото сиромашно минато, но и сегашност и иднина ќе му се исполни. Сакав да се оженам, да се одомам, да си имам фамилија, нормално како секој човек. Али периодот беше тежок што, не маштија, те гледаат од друга гледна точка, значи не те гледа дека си од фамилија дете, него од улицата. Малци и тоа влијае на иднината напред. Проблемот е што од мала возраст, од 6 годишна возраст, јас сум со еден бубрек. Имав последици у животот, преживеав и менингитис од синусот од повредата што ми е како дете, бубрегот која го изгубив, паднав од зграда од трети спрат у Скопје. Живеевме тогаш во Сингелич и едниот бубрек се откачил, морале да го извадат. А тука само ме сошиле кај што била оваа повреда и од мала инфекција синусот си работел. И 97-ма си изгубив у кома, скоро месеци 5 дена бев у кома. Од тоа не смееш на ладно, не смееш на топло, ја и викам доктор, јас треба да живеам, треба да работам. Кој ќе ме рамееве? Татко ти. Со татко ми викам не живеам 30 години. Татко ми си има своји обврски, така да нема што да се замара со мене. Со тек на време се запознав со мојата сопруга Благица. Малце имаше од со граѓаните во Неготино, во село Криволак. Знаеш, кај со него, тој е клошар, скитник, ваков, таков, знаеш, луѓе као луѓе. Не те гледаат внатрешноста, него надворешно што го вишол и мисли дека е тоа така. Со Тони сретнавме случајно, едни пријатели наши, и така се запознав. Не бевме нешто многу веза, значи само еден месец се земавме. А не добар и он има тешко минато, се изборил со многу работи, ама си застана на цврсти нози и си продолжи со животот. Значи секој еден се бориме со тоа. Пошто мене со Тони ми е втор брак, имам и плюс 2 дечиња, едното ми е 14 години, другото ми е 10 години. Треба да даваш и таму, ама не сум му могуćност да дадам и така да побарав помош од вас, ако може да ми се помогне, да средам нешто што треба да средам. Не, ali излажев, јас си кажав, еве, имам тетка у Скопје, на татко ми прва братучетка, она има куќа у Криволак од татко и, стара исто куќа од камен, требаше да се купи таа куќа. Ама она ми рече, вика, седи, да не биде сама куќата, да не одиш по Чири и ваму таму. Јас седев у таа куќа и ја донесов невестата и реков, јас живеам вака, нема утре да мислиш дека да ти обеќам, да те лажам, не. Ако си за да делиме еден живот до крајот на животот, прифани, ако не иш, не прифаќај, со време. Кога стапивме у брак, значи 2016-та, 2017 ми се роди ќерката. Она претходно беше мажена, има 2 деца од првиот брак. Пред да се одлучам да се земеме, дојди со мене, вика, да видиш кај живеам, кои се моите услови и дали сакаш ти да ги припатиш тие услови. Значи, видов дека он у собата имаше само еден кревет и само еден теписон, ништо друго. Сепак и тоа не беше негово, тоа беше на тетка него. Но му рековте да? Да, му реков да. Ако треба лепи солче јадам, со тебе ќе бидам. Значи го видов дека е добар човек, дека ги прифана моите први 2 деца, значи се имаше запознато со него пред да се земе со нив, ги прифана толку многу убаво, што и децата кај мене го прифанаа. И човек кога ќе го прифане твоето минато, нормално и тебе те прифаќа убаво. И у социјалното, кога бевме на разговор, јас
потпишав изјава дека утре тие деца ако сакат да живеат со мајка му, слободно. Значи колку за овие двете деца, толку и за тие. На пола. Без разлика што татко ми оваа куќа ја купи, после негова смрт останува на моите деца, али моите деца, Васе и Вероника, со тие две деца се слага. Значи не сум ги двоел, стално им кажувам, тие брат, тој тие сестра, дадичка. Значи така се воспитани. На почетокот имавме, значи еден вака ќе и каже, друг вака, мене ќе ми солат памет. Од сето тоа, јас како искуство од животот, што го гледав тоа, раснејќи со такви родители, јас си кажав, ако ме слушаш, ќе имаме слога. Ако ги слушаш другите, нема слога. Нема напредок од тоа. Дај да бидеме упорни, деца да не се виновни за таа работа. Значи, дошле на овој свет без никакво нивно барање. Значи, тоа е наш мерак. Во моментов екзистираме од парите за трето дете и од социјалното за дечките по 1000 што дават. Значи, околу 10.300 сметки, струја, вода, телевизија и поише сме на леп. Значи, брашно зимаме. Желни се децата, сакат, гледат на телевизорот, ќе видат, сега рекламираат се. Ќе видат, тато сакам вакво млеко, сакам вакво чоколадо, сакам вакво колаче. Значи, тоа е нормално, тоа е дете си бара. И јас сега, кога бараат, девојчето ми е повозрасно, мислам, поголемо, поразбира, и кој ќе рече, мај тато сега нема пари, кој ќе има пари, тато ќе ти купе. И она тоа си го сади во главата и кога ќе побара малиот, она го опоменува. Васе сега нема пари, ќе земе тато пари, ќе ни купе. Животот не е добар, само што е многу тежок. Тешко е за работа, тешко е екстенција. Со две мали деца, значи сме били у таква ситуација, да ја и Тони да не јадеме, да има за децата да јадат. Значи у таква ситуација сме били. И од помош на други луѓе да ни помогнат за да се прехраним. И у таква ситуација сме били. Најтешко ми е кога ќе треба да направиш нешто за јадење, а у моментот го немаш. Или децата кога ќе побарат нешто, смоки, чоколада, значи касите деца што барат за лашки, а ти немаш у моментот да му го купиш, тоа ги е најтешкото. Тоа ги ајде маме, ќе земе пари, па ќе купиме и децата тоа го чекат. Значи јас имам пари за трето дете, ама исто ќе да не ги гледаме тие пари. И ќе земиш тоа ги ќе му купиш по едно пакетче, две, дали чоколад, дали смоки. Повеќе не можеш да пружиш. До лани ова семејство сиот месечен приход го давало по кирии, каде се уште на некои места е задолжено бидејќи двајцата се невработени. На Тони му е забрането од доктора Благица била испуштена од работа. На 1 април 2022 таткото на Тони купува стара куќа за внуците, но куќата е толку стара и речиси студена за живот, што да не се најлоните и кебињата овие луѓе и би измрзнале доколку температурата е минусна, а гладта на децата само го надополнува бунарот од проблеми. Ако јас работев градежно, се оптеретив малце со половината. Сега мојата невеста работеше во Кавадарци. Тоа беше кога беше пандемијата. Меѓу време јас работев во Неготино, градежно, на една зграда. И бев добро платен, нормално, како мајстор. И ради пандемија девојчето ни беше у градинка, она беше бремена во машкото. Остана она дома, без работа, јас продолжив со граѓевината и после една година така, откако она напушти, девојчето го отпишевме од градинката, гледавме да одбегнеме трошок, значи. Он почна да работи во една градежна фирма, тешко се работа, се оптерети проблеми имаше со половината и не може да работи. Пошто и докторката ми рече, вика, година и нешто не смееш физичка работа никаква. А викам, докторке, јас со мојата струка друго не можам да работам. А кој ќе ми ја рани фамилијата, пример. Друго беше на 30 години, друго е на 50. Значи, више, снагата не е тоа што била пред тоа. Но видите и со еден бубрек. Тоа е плюс, и ако не се пазаме, нема, после кој ќе ги гледате. Најголемиот проблем мене што ме спречи да јас дојдам до овој степен е здравјето. Значи тоа
Со десното око не гледам од 97, тогаш ми изгоре од температура од синусот. Менингитисот многу ме оштети мене. Менингитис. У граѓевината имаше фирми што ме бараа, значи за убаво платен мајстор да работам, да сум бил комплетен, значи да не ми фалело ништо од здравието, ќе сум издржувал, значи тоа е би работел. Затоа не правам. Што би можеле да работите со вашите квалификации? Знаеш што, тука пробав као чувар, ама на многу места сега повеќе е преку агенции, преку обезбедување и такви работи, па затоа барат нахнано лиценци да имаш. Без работа и таа, вака, викам, аргатка ќе фатим некоја дневница, тогаш да му купам на нив да имаат, нели, гледаат месо сака да му испржиш, да му испечиш на жарче. Гледаат и комшиите, тука е село, Пепелиште. Нели, нормално, тие си имат капитал, имат ниви, имат лојзиња, пари имат, кога сакаат си прават скари у дворот, за викенд се собираат. Децата гледаат. Како ми е мене сега, кој ќе видам дека прават скари, ја го терам влези дома, а времето убаво надвор. Тоа е дете, тоа не разбира, однемам. Тешко е, многу е тешко за сега во оваа возраст што се они. Јас преку лето одам аргатка, од ден за ден, ама тоа не е решение, значи, еве као прво си барам работа. Татко ми преку адвокатот, тука што има оној адвокат, ја нашле оваа куќа и ја купи татко ми, сега има поправки, да, многу. Немаше одвод, немаше довод, јас внесов и вода и одвод, се, колку што можев. Пробав, почнав купатело да правам, имав колку само да наместам цевките, да го избетонирам и толку. Значи, другото има многу работа, пошто е стара куќа оваа, мачкана е со кал, сега и да сакаш да се малтерисува, мора се да излупам јас, наново, па да се малтерисува. Прозори има, не можеш да наместиш стакла, пошто се скапани прозорите, па јас моментално исковав најлон и така да, колку да се заштити да не дува, да не биде многу ладно. И сега чекаме сезона, када дое сезоната да се почне сега со лозарството, за да се оде аргат, нели, па некоја дневница да се извади, полека да почнем да падат купателото, да го доправам. Значи не се постига сега и со оваа економската криза, нели, се е покачено, се е скапо, а дневниците се тие исти што не стига. Значи, колку ви е дневница кога одите на поле? Со 1000 денари денеска што ќе купиш? Во моментов и двете деца ви се дома, бидејќи немате пари за градинка. Да, немам за градинка. Кој не сака детето да му биде понапредно, значи, да има дружба, друго е, поцивилизирано. Јас колку можам од моја страна го советувам, ама дома советувањето и во школа не е исто. Кога одат тука кај комшиите, они се позафатени, имаат компјутери, имаат лаптопи, имаат игри, знаеш како. Бараме тротинетче, сакам точаче, сакам. Не се стига. Уште тоа кога го купам и треба да му скратам од јадење, од такви работи. Девојчето ми јаде се, он малце е манџија, бара, он пребира малце. Али он па само леп дај му, цела ден е мирен. Пиши, бараат поише, тиганици што ги викат, пиши. Па барат и сиренце, па нема. Летото мислиме за зимото, треба дрва, треба зимници, треба многу работи. Само фрижидерот функционира и телевизорот. Други апарати немам. На рака пере невестата и пералната, мислам, машината што е за перење залишта, се расипа и така да. Моментално, значи, сме само една соба. У една соба и се готви, и се јаде, и се спие. Барам помош, значи, највише помош барам за куќата да се направи. За друго не. За јадење колку толку ете се вади се. До сега никој не умрел за јадење. Најпотребно ми е мене во моментот материјали за куќата. Значи, мајстори не барам. Барам материјал. Мајстор сум сам јас. Не се брзам. Значи, полека, страна по страна ќе си работам, ќе си правам. Еве, молам до граѓаните, ако има некој добар човек да ни помогне, да се средиме како што треба да се средиме, ќе бидеме многу благодарни.
Значи, паче кажам, не сакам помош лично за мене. Сакам родителите да они имат убав живот, да не се срамат. Утре как ќе испаднат со кренати глави. Пошто сега сите тоа го гледат. Ако детето е посиромашно, го избегнуват. Јас се надевам дека ќе има добри луѓе, што ќе сака да ни помогнат, и со работа, и со материјали, и да испаднеме малку на прав пат. Ке се распадне вашиот живот на стотина парчиња и тогаш ке тргнете да го составувате, го лепите, поврзувате. И токму тогаш ке запознаете две врсти на луѓе. Оние кои ќе ви помогнат да го составите веќе раскинатото и оние кои уште повеќе ќе ви раскинуваат. Тргнете се од оние вторите и ќе видите дека вашиот живот повторно се составува во една целина. Ке започнете нов живот, а смислата на животот е токму тоа. Чувството да знаете дека некому сте му потребен, некому му значите и дека некој ве почитува. Навистина е тешко кога немате услови, а сакате да живеете. Навистина е тешко кога немате причина на што да се радувате. Затоа денес едно семејство го стави срцето на дланка и очекува помош од добриот народ. Да видиме каде бевме денес со екипата. Славчо Дураков за себе ќе рече дека е осамен човек и никому не потребен. Роден во Велес и пораснат во многутетно семејство, за себе ќе каже дека имал и тешко и сиромашно детство. Релативно млад се оженил и создал 3 деца. Живеел како домазет во куќата на сопругата, која за жал млада умира и го остава сам. Со минимални средства овој човек е принуден и да плаќа кирија и да го помина месецот. Невозможно е, ќе рече тој, да го изведете тоа и да преживеете доколку не питачите и молите за храна. Но овој човек не му преостанува ништо друго, или да продолжи да сонува, или да го стави своето срце на дланка. Денеска со екипата на Срце на дланка сме во Велес, кај еден човек кој што до никогаш имал се, имал сопруга и живеел барем малку помирен живот. Денес останува без сопруга, бидејќи таа умира, а тој нема никакви услови за живот. Славчо Дураков. Славчо Дураков, да. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Да сме здраве жива, Господ, Арно довоте, Господ здраве да ви дај. Се пријавивте во нашата емисија. Да. Веројатно имате проблем. Имам. Со што се соочувате, Славчо? Со ништо, еве, одам дрва, цепам од Вардар, зимам дрва, социјално зимам 400. И од тоа живеам. Ова ми помага ваа, како се вика, сестра ми помога за јадење од кујната, зима ваму што даваат од Скопје, тоа јадење, она ми носи. Иначе, би биле и гладен? Колку пати сум бил и гладен. Она, ако не, сестра ми не може да обсувам од јадење, од ништо. Од ништо. Тука живеете? Дали е ова ваш дом или? Не е под крија сум. А зашто 4 нема? години под крија, па нема. Првата жена ми умре, живее кања во куќа да имам од неа 3 деца, имам едно, 2 женски, едно машко. Со децата се гледате ли? Се гледам со малиот, одам горе на Коник живее. Којник. Да. А во меѓувреме не сте вработен? Не сум работен, приватно работе, порано ХИВ, Кожара имам работено приватно, Кирил Чучук приватно, у тоа растовар. Државно немам работено. Немате. Да, нема. Се уште сте и млад за пензија? 60 години сум. Не. 62. Стаж немам никако стаж. Учев овие специјално во школа Маца Овчарова. И деца кај мене завршија таму Маца Овчарова од првата жена. Првата жена ми умира од рак. Дебелото црево. Сестра ми помага, она ако не е, ништо не може. Каде, во која куќа живее? Ева му сум. Ја лезите. Секоја чест на сестрата што ве гледа. Секај на сестра што ми гледа, она ако не е готово, умрем за леп. Од глад. Од кој нашо дал, ја ми носи. Ја лезите. Овде живеете, во вас? Тука живеам, што добро. Колку толку добро е. Како... Ја чистам, ја перам, ја сам се. А дрвата како ги... Дрвата тука ги носам од калинија, од линија, блискови. Со вреќата нарамо и имам пила.
Од млад имал проблеми со здравието и тоа ќе биде причина поради која нема да може сериозно да најде работа и начин да преживее. Се жени и заминува во куќата на сопругата, каде му се раѓаат 3 деца. Ја во Бабон имам пораснато, половина живот. Таму живееме на куќа. Сама беше таа куќа до линија. Немаше ни струја ни вода. И стариот купи куќа ваму горе. На место и... Немате ништо од татко, мајка, татковина? Татко ми умре. Одамна умре. Пиеше многу. Од срце умре и он. Но Он нема... умре на 60 години, 63, на мои години. Одамна е умре, од Југославија. Но немате никаков имот, куќа? Имаме доле у Бабона, земја порано у Бабон имаме, ама на пумп заливавме. Чушки, патлижани, кромпри садеме. У Бабона кој живееме. Плюс раце, пускавите себе беа. Ама не можеме да му речеме, не можеме во Анова. Беше домаќен, не гледа, он пијани се беа, не носеше дома јаде се. Не гледаш стариот. Сите сме по една година родни, 6 души по една година. Сестра ми 58, тој брат ми 6, јас 62, тој еден што е 64, еден од 66 и најмалиот е 71 роден. Со родителите живеев додека бев мал, до 13 години живеев, стариот после умре, мајка ми сама остана, ја зема брат ми ја Устрија живее она. А мајка ти е жива? Жива е, 39-та е родена, она е жива, 85 години. Не Ние се сме- јавува мајка ти да те побара, да праша за тебе? Ида тука браќа од Устрија, ќе дојдат и пак ќе се отидат. Ќе ми даде еднаш во една од 100 евра и други од 50 евра ми дава. Одамна се таму. Имам средно у Скопје, завршив 3 години. Осма тука завршив у Маца Овчарова и средно у Скопје. Као бравар имам завршено. Жената ми се викаше Гена. Имав 3 деца со неја. Само деца не ме сакаат. Мали од така и така, деца не ме сакаат, черка и ова друга, рушка. Добро ќе ме сретнали ко пат чаршија, тату елава му, ќе ми дадат 100 динара, 200. Ама не стално. Кој ќе ме сретнат чаршија, ми помагаат, ми даваат некој динар, колку за јадење, ме жалат. Черки ми се. Што се случи со вашата супруга? Каков живот имавте со неа? Со неја убаво си живе, ни караници, ни тепачки, ништо и малиов камен ја однесе на снимање ваму прифатно. Она зимаше и нега и социјално. Беше болна. И надоа рак на дебело црво. Беше у Скопје на преглед ваму таму, у државна болница. Со мене беше, одевме заедно. Коста не и беше паната. Се беше јака, здрава и има сестра у Германија. Аде, вика, дадо и ќе те носам за Германија, вика, живото ќе одам за тебе, вика, сите пари ќе го оставам, само да остане жива. Ваму таму отиде у Германија и рекле на сестри што у Германија, џабе, вика, колку сите пари да ја даеш, вика, не бива. Ќе умре, вика, готово е. И дојде овде, уведе со авион дојде. Сестри и даje 1000 евра и даje. И ја, многу ми беше жал, плачев за неја. Деца со неја, многу брак бев со неја. И ја носам у болница, ја носев, количка ја ставив, пелени тоа, пемпази ги менјав се. Носто пемпази ги менјав. Едно време у болница ја носам у вецето и менјав тоа пемпази, она вака као умрена беше. Пиеше тие апчиња од 50 мг. Така ми рекоа докторите и купив. И таман ја ставиме на инфузија и она почина у болница. Ја викнав сестра ми ја присолбаче, сестра ми ја присолбаче, земаме чебиња нови. Черка кај мене зема нови чебиња и купи. Чорапи, било тоа се ново. И ја бев таму тоа ладнечата у црква. Други ден ја закопавме. Се умислила бев, плачев, на неа мислев. Абе живо со неа бев 22-3 години у брак. А сопруга кај мене викаше да го гледате, вика, татко ви да му стај да не го мататирате, вика, човекот. Јас сум мирен, навине не сум мирен сум. Не скам ни тепачки, ни закачки со никој. Од тогаш и вие кога сте пола човек? Па пола човек сум, што да правам ја? Ја нечема, така ми била судбината. Кога ме вика браќа за странство да ми носи, ја улов не отидов. Од смртта на сопругата до денес, овој човек сменил многу места за живење под кирија и повторно живее тешко.
зема парична помош од едва 4400 денари, а истите, вели тој, не му достигнуваат само за да плати кирија и да купи терапија за неговите здравствени проблеми. Веќе и луѓето низ чаршијата го знаат и му подаваат по кришка две, за да не останува често гладен, а имало и периоди кога е принуден да оди по канти за отпадоци и да наоѓа фрлена храна, доколку не се снајде да работи приватно. Тука сум 4 години. 4 години, ама нема мај ништо. Сите пари ми зима, немам волја за живот. Сам перам, сам чистам. Колку пари зимате од социјално? 4400, 4500. Преку оваа социјално сум ја, не сум доле на пазариште. Ваму кај уред имено социјално. Ако не би се вие пари, нема од што да живеам, што ми ги даваат. Од 80 пари ми ги даваат. Од 80. Колку години има сега? 35-6 години. 40 години. Со тие пари живеам. Колку тоа ви е доволно за кирија, за сметки? За кирија, струја и вода. Толку. Па како живеете останатите денови? Како живеам? Ти викам, луѓето ќе отидам чаршија, ќе ми дадат 100 динара, 200, 300. Нема што да јадам. Ама не тие што ме знаат луѓето, не на секој. Тие што им перам, што им чистам, што му надувам, што метам едно друго. Ѓубре што им фрлам, на тие им барам што ме знаат, не барам на секој ја. Ќе ми напуна сарма, било што. Сарма, кромпири, граф, со кабаси, било што, салати, малати ми даваат. Што да правам? Ја викам Господ здраве да ви даде, да ми живеат 1000 години. Ама така е што. Не крадам, не лажам. Почнат човек сум, не сум осудуван. Колку пати сум останал гладен и по континентите сум збирал. И тоа сте во Ходам и по континентите, не ве лажам. Ќе оставам ваму, таму, закачуваат леп на кантите, го зимам, било кабасе, било материјали, ќе се донесам дома, ќе се јадам. Ево, пилјариве ваму ми даваат, ме знаат, ќе им помогнам нешто пилјариве, ќе ми дадат чушки патлиџе, на други ќе ми дадат, кромпири се правам анџа сам. Работев, прифатно работев, у Киев, у Киро, Чучук, у Маслоднян, секаде имам работа, ама прифатно. Стаж немам. Немам стаж. 1 година немам стаж. Се прифатно. Ја лесна работа. Чистам, ѓубрето ќе офрлам ваму таму некој. По зградите нам чистам, што да правам? И тоа го работите на Што да масите. правам? Чистам и го фрлам ѓубрето доле, у континер. Видите дека сте били и сериозно болен и парализиран, сте лежали. Бев. Абе, не може на нози додам. Не знаев, таа болест никој да не фане. Не може да мрда на носи. Не може. Абе, паѓам. Жена ми, која беше жива, ме скорнови. Абе, не може да мрда. Викам, викни дома брза, викам помош. Дома брза помош. 6-7 инекции примив. И баш кај напчина ми дадоа црвени, румени. Не ви ги пив. И, абе, не може и леп да ја, ништо. Фала на Господ. Жена, ако не беше Бог да ја прости, она ако не беше, ќе умрев. Ја и она сами се гледат. Тешко е што да правам. Ја не знам што да правам. Кој сака ваков живот да има? Никој. Вие имавте некоја причина поради која што од млад земате таква помош? Од 80 Имавте некој здравствен проблем? Па имам, ти викам, од срце сум болен. Не можам тешко да кредам. Колку пати чаршија ќе паднам. Луѓе во болница, енекции, инфузии. Сте аплицирали ли за социјален стан? Не. Братов аплицираше, му дадоа. Зиза му даде стан. Зошто вие не аплициравте? Кај знам, не знам. Треба да направам, не знам кај додам. Треба да ми помогне некој. Што е за вас подобар живот? За мене? Да бидам суреден. Суреден да бидам, да имам куќа, као човек да живеам. Да најдам некој да ми помогне у куќава. Абе, се сум под крије ја. Се под крије сум. Имам сменато може 20 куќи. Колку и да ви е тешко, не ви требаат луѓе кои ќе ве сакаат периодично или само кога имаат корист, денес или утре, а помеѓу тие 2 дена има пауза, предомислување, заминување и доаѓање. Ви требаат луѓе кои ќе ве гледаат со срце, кои ќе ја видат секоја нијанса на чувство во вашите очи и солзите пред да ви потечат. Ви требаат луѓе кои со вас од овој студен свет ќе направат една мала оаза. Таквите, можеби се малку, но вреди да се пронајдат.
Се смета дека убаво е чувството кога знаеме дека имаме пријатели, но безценето е кога знаеме дека ние сме пријател на некој и помагаме. Денес сме пред нов предизвик да помогнеме на двете семејства кои предмалку го ставија срцето на дланка. Денес треба да подадеме рака, да им помогнеме во иднина и тие да бидат пријатели на некој. Да покажеме нашата големина, бидејќи сега е нашиот ред да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се.